Негативното влијание на пандемијата допрва ќе се открива, како и размерите на штетата што таа ги направи врз психосоцијалното здравје на младите. Психолозите сметаат дека има нарушување во однесувањето на младите, особено премостувањето на виртуелната комуникација во реална. Поради тоа, ескалира и однесувањето меѓу учениците. И така, доста од младите го изгубија тој момент, па кога се вратија на училиште, како да сака да се наеднаш да направат, и тоа наеднаш правење создава конфузија, се преминуваат границите и во вербалното изразување и во физичкото, она што на физички начин се манифестира, и сето тоа даваше доста агресивно однесување, деструктивно однесување, и излезе проблем. Покрај нетрпеливост и насилство, кај учениците се забележува и појава на анксиозност и депресија. Според УНИЦЕФ, 30% од децата на возраст од 10 до 18 години се соочуваат со депресија, а дури 40% со анксиозност.